Владата усвои предлог закон за игри на среќа со кој се воведуваат построги ограничувања за локацијата и рекламирањето на објектите. Се забранува рекламирање надвор од деловните простори, доколку тоа има цел да ги поттикне граѓаните да учествуваат во игрите на среќа. Се забрануваат пораки кои коцкањето го представуваат како пат до финансиски успех, подобар живот или решение за лични и социјални проблеми. Дополнително се забранува рекламирањето преку познати личности и содржини насочени кон малолетниците. Испраќаме јасна порака дека коцкањето не смее да се нормализира, ниту да се представува како стил на живот пред младите. Втора клучна точка е заштитата на образовниот процес и безбедноста на учениците, потенцираше Азири. Втората клучна точка е заштита на образовниот процес и безбедност на учениците. Со законот се предвидува сите објекти во кои се приредуваат игри на среќа, во казина, автомат клубови и електронски игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 500 метри од основните и од средните училишта. Во обложувалниците, кои се наоѓаат во радиус од 500 метри од училиштата, нема да биде дозволено поставување на електронски видео лотариски терминали и друга опрема за електронски игри на среќа. Коментирајќи го новиот закон за игри на среќа, премиерот Христијан Мицкоски објасни. И со овој закон ќе се стави крај на таа перцепција кај граѓаните, некако до тие казина, како по правило се отвараат канцеларии каде што се даваат и брзи кредити, следно на што ќе работиме ќе биде и тоа. Цениме дека врз нашата анализа направена, заклучивме дека најголем дел од луѓето како причина за напуштање на државата токму го користат и тој аргумент, долговите кои што се наталожиле. Имајќи го предвид сето ова, ценам дека со овој закон во морална смисла на зборот, драматично ќе подобриме состојбата во државата. Во поголем број градови низ Македонија, па и во Штип, локацијата на казината и обложувалниците е во радиусот на веќе постоечките основни и средни училишта. Дали ги успее нивната дислокација, намалена реклама и применување на веќе постоечката забрана на малолетни лица во казината и обложувалниците?